а она што следува во продолжение, еве веќе си ја гледа мојата драга колешка Ирена Спировска, мојата именјачка на линк ова утро, која што ќе не однесе малку надвор од студиото. Ирена, добро утро. Добро ти утро, Ирена, на тебе, на колегите во студиото и режијата и секако голем поздрав до гледачите на Добро утро секое утро на телевизија Алфа. Јас утринава се јавувам од хотелот Александар Палас и тоа непосредно пред почетокот на првата меѓународна коучинг конференција која се одржува кај нас и која ќе поттикне многумина учесници да размислуваат, да делуваат и функционираат поинаку. За значењето на коучингот како алатка за напредок и за значењето на оваа прва меѓународна коучинг конференција во продолжение дознаваме од главниот иницијатор и организатор на истата Марина Анчевска, меѓународно сертифициран системски коуч и НЛП мастер тренер. Марина, добро утро. Добро утро. Честитки, да. Да, честитки, да, благодарам за вашата поддршка на овој голем настан. Да, честитки што успеавте да организирате за прв пат еден ваков голем коучинг настан, кој што денес и утре ќе им овозможи на сите оние што ќе бидат дел од него да слушнат инспиративни, мотивирачки предавања од врвни експерти во различни области кои што доаѓаат од повеќе страни од светот. Па иде малку околу самата програма и замислата на оваа конференција. Идејата е да се подигне коучингот на едно повисоко професионално ниво и со таа цел ја организиравме целата конференција, поканивме меѓународно сертифицирани признати професионалци од оваа област и целта ние на сите што ќе бидат присутни да го приближиме коучингот, да почувствуваат, да искусат дека тоа е нешто што ни треба на сите нас. Ние самите треба да си бидеме некојаш свој коуч, да умееме да се водиме себе си, низ процеси, низ промени, предизвици, бидејќи животот е процес, постојани промени. Да, ако се вели дека животот е процес, а развојот е опција, токму коучингот како алатка може да придонесе многу без разлика дали предизвиците на секого се личен развој или развој во професионалното обкружување. Што всушност очекувате да се постигне со оваа конференција? Токму тоа, со нашето мото животот е процес, развојот е опција или избор, сакаме да сите учесници да искусат дека имаат избор како ќе се однесуваат кога имаат предизвик и промена. Значи, не е важно што ни се случува, важно е ние како реагираме на работите. Така да, меѓутоа, коучингот има огромна примена и во професионалното обкружување. За сите оние кои што водат луѓе и водат процеси, коучингот им е алатка кој ќе им го олесни тој процес, затоа што со начин на поставување на прашања, водење на луѓето, целта е всушност сите да бидеме лидери на процесот во кој што се наоѓаме. Во работно обкружување, во индивидуално, нели во приватно, со семејствата, родителството, секаде може да се користи коучингот како алатка, бидејќи тоа се однесува на релациска алатка. Значи, како ние се поврзуваме со самите себе и со другите луѓе и со ситуациите во кои што се наоѓаме. Вие бевте пред многу години пионер на полето на невролингвистичкото програмирање и практично го донесовте на овие наши простори. Сега веќе е многу популарно и применливо во многу сегменти. Токму затоа е од големо значење и оваа прва меѓународна конференција. Марина, кои ќе бидат учесниците и излагачите, предавачите на првиот работен ден? На првиот работен ден е Анета Коропкина од Македонија, меѓутоа работи интернационално. Како коуч имаме исто од Ирска, Патриција Конлон, која што исто така е моја соучесничка, да кажем, соученичка во целиот процес на НЛП и на коучингот, и Анил Томас ние од Индија, кој што исто така мој
соработник, мој пријател низ годините станат и Борис од Србија. Така да ќе биде интересна и богата содржина што се однесува до предавачите, меѓутоа имаме и панелисти кои што се професионалци во својата работа и го користат коучингот максимално во водење на луѓе и процеси. Модератор ќе биде Слободанка Миовска од А1, и исто така говорници, еден од паналистите е Стефан Јовановски, кој што е раководител на човечки ресурси, директор на човечки ресурси во А1, Билјана Шеновска, директор во ИТД, Билјана Илиева, директор во Ново Нордиск Македонија, и Крис Колбон е директор на Рудникот САС. Тоа се сите оние што ќе ги видиме во работниот дел од првиот ден на конференцијата, но секако има и значајни говорници кои што ќе се појават на свеченото отворање на оваа прва меѓународна конференција за коучинг. Да, секако. Тоа е Трајан Ангелевски, председател на Сојузот на Стопанска комора, и Љупчо Евтимов е професор на економскиот факултет, професор доктор на економскиот факултет и продекан. Така да имаме богата содржина и верувам дека ќе ја постигнеме нашата цел. Активностите ќе се одвиват не само денес, туку и во тек на утрешниот ден, за кога исто така е подготвена и предвидена и интересна и богата работна програма. Бидејќи коучингот е релацијска вештина, се ќе биде интерактивно, се ќе биде искуствено, а вториот ден ќе одиме малку подлабоко, ќе навлеземе во некои други процеси и во тој ден ќе се работат работилници. Значи, во работилницата покрај Анил и Патриција ќе ни гостува исто и Оана Танасе од Романија, кој што е сертифициран системски коуч. Меѓутоа, интересно исто да кажеме дека имаме превод на 2 книги, стручни коучинг книги. Едната е Џон Витингтон, кој што јас исто ќе го интервјуирам денеска на првиот ден, онлайн, лайв, и другата е од холандски автори, кој што исто така е преведена на македонски јазик во соработка со Атвербум. Додека ние зборуваме, веќе пристигнуваат и се регистрираат учесниците кои ќе бидат дел од оваа прва меѓународна коучинг конференција. Каков беше одзивот и какви се промените од периодот кога ги правевте вашите почетоци на полето на НЛП па до денес? Многу промени, значи многу стрес, многу предизвици, меѓутоа таа страст и жар што ја имам за работата секогаш ме води низ процесите и подготовките на коучинг конференцијата ќе излажам да кажам дека немало предизвици, имаше многу предизвици и беше навистина онака динамично. Меѓутоа еве како што гледаме, салата се полни, има прекрасни учесници кои што се отворени за личен раст и развој и професионален, така да јас верувам дека ќе биде прекрасно. И за крај, Марина, што за вас лично значи да се оствари сонот и да се организира и меѓународна конференција посветена на професионалниот коучинг? Па едно за окружување на сите овие 17 години инвестирање, нели, во целата оваа работа што ја работам. Мојата цел е колективна цел, затоа што знам дека ова не е добро само за мене, добро е за сите луѓе, добро е за државата, добро е за сите нас, затоа што нема подобро нешто ако луѓето не се развиваат, нели, и растат и се развиваат, така да ако еден се развива, сите ќе се развиваме. Значи ли тоа дека добрата организација зависи исклучиво од човечкиот капацитет, фактор, размислување и делување? Апсолутно. Значи се ова што ние го направивме со тимот на Атвербум и мојот тим е меѓусебна соработка, доверба, и тоа на сите ни е потребно за било што и да сакаме да успееме во животот. Ако ние немаме доверба, џабе ни е се, што би рекле на македонски. Марина, благодарам за одвоеното време, со оглед на тоа што веќе станува се пораздвижен и погласно тука, ве оставам да си ги пречекате вашите гости и учесници, посакувајќи успешна реализација на ова прва меѓународна коучинг конференција, која верувам дека ќе стане една убава традиција и голем настан и во годините пред нас. Да, тоа е целта, нели, до година повторно да се дружиме, нели, со уште побогата содржина, и благодарам на сите што не гледаат и кој не успел да дојде денеска, добре дојде следната година.
Еве, тука некаде ќе се одјавиме од хотелот Александар Палас, секако остануваме да ги проследиме интересните предавања, панел, дискусиите кои што ќе отворат нови хоризонти и нови начини за личен и професионален развој на сите нас. Ирена, поздрав од мене. Поздрав, Иренка, до тебе и до твојата гостинка. Благодарам многу за овие информации кои што ги споделивте заедно со нас и со нашите гледачи.